Од почетокот на забраната за движење, односно откако полицискиот час трае од 20 до 5 часот наутро, полицијата од Одделението за внатрешни работи Кочани, без дозвола за движење во полициски час, фатила и казнила 2 лица кои ја прекршиле забраната. Со нив полицијата постапила согласно законот и ќе следува соодветна пријава. Другите лица кои биле затекнати во движење за време на полициски час, сите биле со уредни дозволи. За Канал 8 информира Александар Максимов, началник на Одделението за внатрешни работи Кочани. Од почетокот пак на забраната за движење од 22 часот до 5 часот наутро, казнети и затекнати без дозвола биле околу 20 на лица на територијата на Кочани и со нив е постапено согласно законот. Со тоа што улиците во Кочани се празни од 20 часот до 5 часот наутро и за овие 2 дена откако важи забраната за движење од 20 часот се казнети само 20 граѓани, укажува на фактот дека граѓаните одговорно ја почитуваат мерката за забрана за движење издадена од владата која ќе трае секоја вечер до 20 април. Одстапки од забраната има за сите граѓани кои за време на забраната за движење имаат потреба од итна медицинска грижа и за слободно движење оваа потреба ќе треба да ја најават на службата 192 на телефонот на Министерството за внатрешни работи. Инаку зголемен е и бројот на лица кои се во самоизолација во Кочани. Вкупно се 300, што значи дека е зголемен бројот на лица кои имале директен контакт со заболено лице или добиле позитивен тест на коронавирусот, вели Максимов. Тие лица се под постојан надзор и следење за утврдување дали ги почитуваат мерките за самоизолација издадени со решение за изолација заради спречување на ширењето на заразата од COVID-19. Доколку некои од овие лица ги прекршат мерките за 14-дневна самоизолација, следува кривична пријава. Во последните 24 часа нема прекршување на оваа мерка. За неносење заштитна маска се казнуваа по околу 8 до 10 лица дневно. Сега и таа бројка е двојно зголемена, па казни за неносење заштитна маска добиваат околу 20 граѓани дневно. Максимов истакна дека со зголемување на бројката на заразени лица со COVID-19 ќе се зголемува и бројот на казнувања за неносење маска. Затоа предупредува сите луѓе да се придржуваат и да ги почитуваат мерките за заштита од вирусот. Во уредбата се пропишуваат глоби од 20 до 2000 евра за непочитување на пропишаните должности за неносење на лична заштита, маска, шал или марама. Во последните 24 часа се направени 3927 тестирања во земјава, а регистрирани се 1163 нови случаи на COVID-19, од кои во Кочани 27, а Виница 10 ново заболени. Починати во последните 24 часа нема ниту во двете општини. Со ново заболените во Кочани активни случаи на коронавирусот се 283, а во Виница 100.